На седницата се поканети председателот на Република Македонија господин Ѓорѓе Иванов, председателот на Владата на Република Македонија господин Никола Груевски, замениците на председателот на Владата на Република Македонија, министрите во Владата на Република Македонија, шефовите на странските дипломатско-конзуларни мисии акредитирани во Република Македонија и други гости. Дозволете ми од моје и ваше име да ги поздравам присутните гости. Имам особена чест и задоволство од името на Собранието на Република Македонија и своје лично име да го поздравам меѓу нас спикерот на Сенатот на Канада, господинот Ноел Кинсела. Почитуван спикеру на Сенатот на Канада, господин Ноел Кинсела, ве повикувам да му се обратите на Собранието на Република Македонија. Повелете. Почитуван председател, почитувани пратеници, ве молам примете мојата благодарност за вашиот топол прием во Македонија и за честа што ми ја окажавте со благонаклената покана да се обратам во ова собрание. Ова е привилегија која високо се цени и истата го прави човека понизен со оглед на лидерите кои се обратиле токму до овој законодавен дом, вклучувајќи го и генералниот секретар на Обединетите нации, Бан Ки Мун. Тука, во оваа прекрасна зграда, како парламентарец кој им се обраќа на своји колеги пратеници, би сакал да искористам можноста да зборувам за непроценливата улога која парламентарната дипломатија ја има во јакнењето на блискоста и пријателството меѓу двете земји. Со придонесот секој од нас нема сомнеш дека нашите билатерални односи ќе продолжат да се продлабочуваат и да се развиваат во насока на заеднички придобивки за иднината. Во ова време, парламентарната дипломатија е растечка и влијателна сила за размена на идеи, поттикнување на меѓусебното разбирање и доверба, јакнење на соработката, градење на добра волја меѓу државите. Вредноста и потенцијалот на парламентарната дипломатија се видливи кога истата ги надополнува, а не се надпреварува со официјалните канали на извршната власт. Пратениците имаат поголема флексибилност да дискутираат и да сондираат предизвикувачки прашања онаму каде што постојат, од тука придонесувајќи во глобалниот и регионалниот мир и безбедност. Според моето искуство, пратениците, прилагодени на важноста од развојот на личните односи, се во можност да отворат диалог за различни прашања. Парламентарната дипломатија е клучна во градењето на мрежи и односи на доверба меѓу земјите во насока на придобивки на нашите општества. Соодветно, пратениците мора да поттикнуваат и да охрабруваат парламентарна дипломатија во секоја прилика. Нашите два парламента го правеа токму тоа. Во изминативе години нашите парламенти учествуваа во возвратни посети на високо ниво, кои ги вклучија во 2008 година посета на вашата прекрасна земја од страна на ранешниот председател на представничкиот дом на Канада, на долниот дом, придружуван од парламентарна делегација. Секако, во 2010 година имавме прекрасна посета на Канада од страна на мојот колега, неговата екселенција, господинот Рајко Велјановски. И сега е оваа моја посета, заедно со моите колеги, господинот Даун и сенаторка Атулижан. Како признание за вредноста на парламентарните размени, вниманието треба да се фокусира на парламентарната група за соработка со Канада, овде во вашето собрание, и неодамна формираната група за канадско-македонско пријателство во парламентот на Канада. Активностите на овие групи, вклучително и приемот на делегациите, демонстрираат посветеност од двете страни за унапредување на билатералната парламентарна дипломатија меѓу нашите парламенти.
Господине председател, парламентарната дипломатија се состои исто така и од една мултилатерална димензија преку учеството во многобројни регионални и меѓународни интерпарламентарни собрања. Меѓу другите може да се споменат Интерпарламентарната унија, Парламентарното собрание на НАТО, Парламентарното собрание на франкофонијата и Парламентарното собрание на ОПС. За време на средбите на овие собранија, ние работиме заедно и разменуваме идеи за една широка палета на теми од областа на безбедноста, правата на малцинствата, тероризмот или владењето на правото. Господине председател, за време на мојот мандат, како председател на Сенатот, горниот дом на парламентот на Канада, имав можност да согледам во која мера парламентарната дипломатија би можела да го олесни споделувањето на идеите, вредностите, знаењата и искуствата. Земајќи во предвид историјата и географската положба на Канада, може би не е изненадувачки дека парламентарната дипломатија игра толку важна улога во подобрувањето на односите на Канада на повеќе полиња: Комонвелтот, франкофонијата, САД и западната хемисфера, Европа, Африка и регионот Азија, Пацифик. Како конкретни примери на парламентарна дипломатија на дело меѓу нашите два парламента, дозволете да се осврнам на две теми од средбите со вашиот председател, неговата екселенција Ѓорѓе Иванов во Отава оваа година и со председателот на Собранието, неговата екселенција кој што беше во посета на Отава во 2010 година, неговата екселенција Трајко Велјановски. Овие две теми ќе помогнат во прикажувањето на трајните односи меѓу нашите две земји. Првата тема е силните врски меѓу луѓето во нашите земји. Познато е дека Канада има придобивки од мудроста на многуте култури кои помогна во формирањето на мултикултурното општество. Македонците се дел од нашата приказна. Македонците се дел од нашиот успех, од успехот на Канада. Од доселувањето на првите македонци во Канада кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, заедницата напредуваше и растеше до бројката десетици илјади. Членовите на заедницата се активни во политичкиот, економскиот и социјалниот живот на Канада. Например, Љубомир Темелковски беше прв пратеник со македонско потекло во парламентот на Канада кога беше избран во 2004 година. Економски, македонците во Канада, водени од енергичниот Џон Битов, се силна, импресивна сила, особено во сферата на угостителство, ресторани, здравство. Со оглед на топлината и гостопримството кои ги покажавте кон нашата делегација во текот на оваа посета, нивниот успех во овие сфери не е случаен. Предприемничката интуиција на господин Битов ја пренесе и на својот син, кој пак има постигнато значителен собствен успех во секторите на комерцијални недвижнини и телекомуникации, како и сателити во Канада. Оно што е особено импресивно е неговата силна посветеност на општеството, иницирајќи програми за поддршка на системот на државни училишта во Канада, особено во уметноста и спортот. Нема сомнеш дека неговата љубов за спортот била мотив за формирањето на кошаркарскиот клуб Торонто Рапторс и, како што знаете, истиот е дел од Националната кошаркарска асоциација НБА и да ја води кандидатурата на Торонто за домакин на летните олимписки игри во 2008. Како дополнение на спортската тема ќе биде неодговорно да не ги споменеме канадските професионални хокејари со македонско потекло кои играат во Националната хокеј лига: Ед Јовановски од Флорида Пантерс и Стив Стамкос од Тампа Бей Лайтнингс, со чии постигнувања на и надвор од хокеј терените се го одредееме сите.
Од социјален аспект, македонската заедница во Торонто е една, како што и господја Толижанке биде сведок, е една од најголемите во Северна Америка и значително придонесе во мултикултурниот пейзаж на градот. Нивната живост е очигледна во бројни организации и цркви во градот. Една од првите и најголема од овие цркви, катедралата Свети Климент Охридски, беше почестена со присуството пред неколку години на премиерот на Канада, господинот Стивен Харпер, кој присуствуваше на годишните вечери на Гоце Делчев. Зборувајќи за придонесот на македонската заедница во националниот колаж на Канада, ме води кон втора тема, а тоа е мултикултурализмот. Мултикултурализмот беше нагласен како важна заедничка особина на нашите две земји и како важен избор за јакнење на нашите општества. Мултикултурализмот на Македонија произлегува од местоположбата како крстопат на многу култури, религии, како и од незината античка историја. Соодветно, истата има големи придобивки како земја која го ползува потенцијалот на диверзитетот на својот народ, кој е составен не само од етнички македонци, туку и од албанци, турци, срби, роми. Споменав само неколку. Како две мултикултурни општества, разбираме како колективно различните идеи, вредности, верувања и јазици ги збогатуваат нашите перспективи и ги улеснуваат напорите за осврнување на предизвиците кои потекнуваат од минлива глобална динамика. Еднакво сме свесни за начинот на кој таквиот диверзитет нуди можности за збогатување на нашето знаење и иновации, развој на човековиот капитал и унапредување на просперитетот. Овие зборови се инспирирани од декларацијата на ИПУ од Квебек за граѓанско идентитет, јазичен и културен диверзитет, за кој се залагаше парламентот на Канада со цел да се крене свесноста за темата која е централна во искуството на Канада. Канаѓаните се екстремно горди на својот етнички диверзитет, лингвистички дуалитет, мултикултурализма, представувајќи ги општеството од светот, од богатството наследство и традиции на нашиот абориджински народ и нашата посветеност да градиме приспособливо и почитувачко општество. Почитувам председателе, доколку ми дозволите да зборувам искрено, како некој кој сведочел за два неуспешни напори за уставна реформа во Канада, за градејќи кохезивно, стабилно, толерантно и интегрирано општество на различни народи, не е лесен, ниту пак конечен процес. Дури по многу декади, Канада се уште се наоѓа себе си во овој процес, но ние сме попосветени од било кога да ги постигнеме овие цели. Лично, инспириран сум од она што го видов дека се случува во Македонија, што се случува овде во преубавата ваша земја. Особено вашата посветеност кон јакнење на стабилноста преку поголема толеранција е видлива преку Охридскиот договор од 2001 година. Настаните меѓу заедниците по кои истиот посредуваше ги ставија на тест сите страни и нема сомнеш во многуте мислења за неговата имплементација. Коалицијата на вашата влада е исто така импресивна, затоа што ги вклучува политичките партии кои ги представуваат етничките албанци, а етничките албанци се избрани за градоначалници на многу општини. Честитките се и во насока на останатите за кампањата наречена 10 метри одвоени, која промовира религиска толеранција во Македонија и која е добитник на наградата Титаниумски лав на Канскиот фестивал оваа година, фестивал за адвертайзинг. Овие достигнувања, меѓу другите, се одлика на една зрела земја со нови приоритети и иднина изградена во инклузивно и толерантно општество. Во овој контекст нема сомнеш дека преку збирот на нашите парламентарни дипломатски напори и достигнувања, нашите блиски врски меѓу народите и нашата споделена посветеност на мултикултурализмот и толеранцијата, врската меѓу Македонија и Канада ќе
јакне. Следната пролет Градимир Панков, по потекло од Скопје на вашата сцена, ќе донесе една од нашите водечки културни институции, големиот канадски балет, чиј уметнички директор е во моментов. Според канадската енциклопедија, неговата работа го револуционеризираше модерниот танц во Монтреал, привлекувајќи меѓународни признанија и внимание. Овие залагања навистина вродија со плод на многу нивоа и ми вливаат огромна доварба во иднината на нашите односи. На официјалниот фронт, дипломатските односи беа воспоставени во 1996 година. Како што вие целите да ги реформирате вашите политички и економски структури по независноста во 1991 година, ние развиваме цврсто партнерство соработувајќи за многу заеднички иницијативи. Нашиот прв билатерален договор за социјална безбедност беше подпишан во 2009 година. Во други сфери работевме заедно за да унапредуваме човекови права, демократски развој, добро управување, почитување на владењето на правото и градење на капацитети во јавниот сектор. Дополнително, и покрај географската оддалеченост меѓу нашите земји, нашето трговско партнерство се зголемува на вистински пат со вкупна сума оваа година од 30 милиони долари. Ова е само почеток. Можностите за продлабочување на нашите комерцијални односи, генерално и особено инвестициите, изобилуваат со вашите напори за јакнење на економијата. Например, Евромакс, канадска компанија за истражување и развој, направи значаен напредок во поглед на развојниот проект за бакар и злато во Јеловица. Компанијата е директно поврзана со локалното население, одржувајќи консултации и вклучувајќи локален персонал, знаење и техничка експертиза. Евромакс, продолжувајќи со напорите посветени на почитување на регулативите на Европската унија за животна средина, здравство и социјални права, следејќи ги своите напори. Потенцијалните заеднички придобивки кои би произлегле од проектот се особено видливи преку високата стапка на вработеност во областа. Почитувам председателя, вашиот напредок во создавање на атрактивна клима за инвестиции е препознани од Светската банка, која ја рангираше Македонија на 23-то место од вкупно 185 земји во индексот во 2013 година Doing Business. Таа е пред Швајцарија, Австрија, пред Холандија, Белгија и пред Франција. Релативната еластичност на Македонија при соочување со глобалната економската и европска криза е сведок за нејзиниот потенцијал и проектиран раст. Мојата доварба во иднината на нашите односи меѓу Канада и Македонија се јакнат преку улогата која имаат нашите силните односи меѓу народите во многу приоритетни сфери. Особено, таткото и синот Битов имаат инструментална улога во Македонија 2025. Во линија со економските приоритети на Македонија, ова организација со канцеларии во Индијана, Торонто и Скопје е посветена во оптимизирање на силите и ресурсите на земјата со цел да се направи важна дестинација од оваа земја за директни странски инвестиции и да се зајакне економскиот просперитет и компетитивност. Канадската поврзаност со Македонија 2025 е особено забележлива во поглед на активностите во образованието. Например, студентската посета на Канада која што се одржа летово, во текот на која учесниците посетија значајни компании како Sirius XM, Microsoft, Bombardier, Sears, Magna International, Telus и Saputo, присуствуваа на меѓународна иноваторска конференција. Исто така, учесниците беа дел од извршната образовна програма на Schulich School of Business на Универзитетот Јорк во Торонто. Меѓународното образование погенерално е тема која често се покренува на парламентарните средби на која се учествуваме, која долго сме дискутирале на средбите и со председателот на собранието, вклучително и на средбата денес. Веројатно не е коинциденција што вашата земја придава толково значење на образованието, имајќи во предвид улогата на Свети Климент Охридски во напредувањето на јазикот и образованието во регионот како дел од неговиот молитвен живот.
Постои огромен интерес за проширување на размените на студенти меѓу двете земји и бидете уверени дека оваа порака е пренесена до соодветните лица во Канада и како што го известив председателот на средбата денес. Не е изненадување што Македонија се фокусира на младината и на незината невработеност со оглед на тоа што невработеноста меѓу младите е еден од најклучните глобални предизвици на денешницава. Треба да ви се честита за акциониот план за вработување на младите. Треба да се формира нова парадигма на мобилност, а не да се задржи старата парадигма на миграција, затоа што денес спомена во нашите дискусии дека младината денес работи во 3 различни земји, следејќи ги целите кои што сака да ги постигнат во својата кариера. Вработувањето на младите е нешто што е ставено на маса пред нашите парламенти и таа е уште една сфера каде врските меѓу народите се подкрепуваат, особено во приоритетните сектори како што е ИКТ. Cosme Development, софтверска компанија со канцеларија во Скопје, има потекло од Торонто. Таа е млада, енергична компанија, фокусирана на унапредување на вработувањето на младите и има активна програма за практиканти. Во 2012 година таа беше втор најдобар работодавец во Македонија, меѓу компании со помалку од 100 вработени. Така што нашата врска со иднината исто така ветува врз основа на заедничките цели за безбедносните прашања и чекори кои ги направивме заедно во постигнувањето на споменатите цели. Канада е силен поддржувач на членството на Македонија во НАТО, уверена дека ова ќе зајакне и алијансата и регионалната стабилност. Канада работи со Македонија преку такви рамки како партнерството за мир и акцијскиот план за членство со цел да се зајакне нашата интероперабилност. Во овој контекст, вашата земја е активен учесник во војната обука на Канада и програмата за асистенција од 1998 година. Исто така работевме заедно во Афганистан и во мировната мисија ИСАФ. Нашите активности таму представуваат заедничка посветеност на вредностите представени од страна на НАТО во контекст на напредување на стабилноста, каде истата е загрозена и во напредување на заедничката безбедност. Тоа е преку посветеноста кон овие вредности, барање или пребарување на сите можности истите се зајакнат, Македонија ја покажа својата посветеност кон стабилна иднина за себе си и иднината на регионот. Овие вредности влегуваат насило со справувањето на кризата во 2001 година, која се закануваше да ја зафати вашата земја. Исто така, овие вредности ја подвлекуваат вашата аспирација кон евроатлантските интеграции како најважен политички приоритет. Процесот на интеграција, дали тоа е во НАТО или во Европската Унија, ве поттикнува да превземете значајни политички, економски и социјални реформи кои резултира со значаен напредок кој го постигнавте во градењето на демократска и просперитетна држава. Во овие напори имате 100% поддршка од парламентот на Канада. Овие вредности стапуваат на сцена со тестирањето на односите на овој или на оној начин во регионот. Управувањето со меѓународната средина на политичката димензија на пристапувањето на Македонија во НАТО и во Европската Унија, например, не беа едно лесно прашање, но вратите за членство не се затворени и духот за соработка меѓу соседите ќе го одржи напредокот на отстранување на постоечките пречки, по моје мислење. Овие и други тестови повторно зајакнуваат вредноста на парламентарната дипломатија за отворање и одржување на диалог во сите достапни канали за размена на мислења, градење доверба, осврнување на заедничките грижи во име на добрососедските односи. На овој начин ги зајакнуваме темелите врз кои се развива стабилноста и заедничкиот развој и секој предизвик може да се надмине во име на следните генерации. Како што големиот писател Џорџ Бернард Шо рече, цитирам, мудрееме не заради сеќавањето од минатото, туку заради одговорноста кон иднината. Овие зборови одекнуваат за сите пратеници кои го носат
товарот за градење на стабилни и просперитетни општества. Може да има несогласување за минатото, но мора да сме обединети во заедничката иднина. Имав можност ова време минатата година да ја посетам Босна и Херцеговина. Додека бев таму, имав можност, затоа што и сакам лично да се сретнам со граѓанското општество, но и со политичарите. Имав ограничен временски рок да го направам тоа и најбрзо што можев беше да се сретнам со лидерите на религиозните заедници. Се сретнав со римокатоличкиот кардинал архиепископот на Сараево, се сретнав со православниот архиепископ и се сретнав со муфтијата на Сараево. И мора да ви кажам дека кога се среднав со големиот муфтија, тој ме праша дали сте вие од Канада. Јас реков да, вие веројатно се слушале за Мартин Лутер Кинг. И како што кажавте, како што знаете, минатата година обележувавме годишнина од големиот говор на Мартин Лутер Кинг. И големиот муфтија рече, веројатно се сеќавате на познатиот говор на Мартин Лутер Кинг. Јас реков да. Тој ми вели, тој не го започна својот говор велики јас имам жалба. Една реченица која ја кажа тој беше полна со мудрост, затоа што ние како пратеници мора да сториме се што е можно за нашата младина да може да сонува. На крајот, дозволете да искажам огромно задоволство што сум денес овде и да споделам ставови во однос на парламентарната дипломатија, врските меѓу народите, мултикултурализмот, образованието и младината. Овие теми за мене се особено важни и истите имаат значајно место во односите меѓу Канада и Македонија и истите резонираат со позитивна насока на вашата земја. Нашите парламентарни односи беа витална компонента за меѓусебните односи кои траат и ќе продолжат да ги одржуваат нашите споделени вредности, носејќи ги нашите односи во иднина. Благодарам. Почитува спикерот на Сенатот на Канада, господин Ноел Кинсела, ви благодарам за вашето обраќање, најискрено и од мене и од пратениците во Собранието на Република Македонија. Констатирам дека 70-та седница на Собранието на Република Македонија е завршена. Ви благодарам.